Почитувани гледачи, добар ден и добро ни дојдовте во уште една епизода на кулинарското шоу 180 степени на телевизија Телма. Моето име е Филип Чаловски, се наоѓаме во ФД кулинарското училиште и со мене денеска се 6 нови надпреварувачи и последни од групата кои што се надпреваруваат за главна награда од 1 милион денари, награда која што секако се надевам дека ќе успее да им го заврати животот па и кариерата за 180 степени. Шоуто сакаме да ве едуцира, да ве развесели, на моменти да ве растажи, со некој ќе се збогуваме, ќе имаме елиминација, ќе имаме малце финале, полуфинале, ќе го почувствувате притисокот на професионалната кујна. Се надевам дека изминатите две групи на надпреварувачи веќе знаат за што се работи. Ален, Данило, Александра, Људмила, Радка и Мартин со нас во кулинарското училиште денеска се надпреваруваат на истата тема балканско мезе или македонско мезе. Ќе готвиме пинџур. Данило, спремни? Да. Ален, како се чувствуваш? Малку имам трема, ама спремен сум. Баш ми е драго, тоа сакам да го чујам. Мартин, накратко да ви ги објаснам кои се правилата на игра. Пред се временската рамка, значи ова не би било кулинарско шоу доколку готвиме без временска рамка. Најголемиот притисок во професионалната кујна што го чувствуваме е дека јадењето мора да се испорача во одредено време и да биде спремно, супер сервирано, супер зачинето, да изгледа добро, да биде чиста чинијата и така натаму. Тоа се обидуваме исто да го овде реплицираме, така да имате 35 минути да подготвиме пинџур. Нормално пинџурот оди со лепче, тоа е еден вид на, да речеме, мезе кое што секогаш уживаме да го јадеме, да макнеме. Тоа е нашиот ритуал кога конзумираме пинџур. Се ви е измерено, тоа малце ви помогна екипата на FJ. Ви измери една од нашите милени рецептури за пита лепче, која што содржи јогурт, маслиново масло, квасец, брашно, сол и малку шекер. Понатаму исто и за пинџурот, ние све измерено, имате 35 минути, ќе бидете оценувани од еден стручен тим, мои многу драги пријатели и соработници, кои што ќе ги најавам. Тимот ќе ве оценува по чистотата на работа, нормално најважен ни е вкусот, чистота, организираност, така да испланирате си најпрво све во главата, направете еден план како ќе почнете. Набрзо јас ќе ви кажам некои насоки што ќе ве направат супериорни во изработка на пинџурот и на лепчето. Јас да го најавам од стручен тим, комисијата и главните суди денеска. Тука е со нас во студиото Златко Таневски. Еден голем аплауз ќе молам за Златко. Не треба голема најава, кулинарски експерт, власник на ФД кулинарското училиште и со нас вечерва е човекот кој што го запознав како мајстор за изработка на рачни ножеви. Денеска би рекол уметник, Гоце Мартиновски. Добро ни дојде, Гоце. Аплауз седе. Гоце ќе го збогати исто нашиот едукативен дел на емисијата и ќе даде мал осврт на тоа како се изработуваат ножевите. Многу е битно да имате и знаење додека се надпреварувате, а зашто би имале знаење ако не за вашата главна алатка, која што ќе ви стане ваш најдобар пријател низ оваа емисија, ножот. Јас ќе ви дам некои насоки како се сецка, а Гоце ќе ви каже како се изработува и како би требало да се грижите за вашиот нож низ целиот серијал. Здраво, јас сум Мартиновски Гоце, изработувач на рачно работени ножеви. Веќе 6-7 години се занимавам со изработка на рачно ковани ножеви. Ќе се запознаеме накратко со типот на изработка, типови на ножеви и начини на оштрење. Во однос на одржувањето, оштрењето, исто е составен дел на ножевите и маса кој служи за корекција на ножот и работа. Сега до нормално ќе се истап колку и да е добар и колку изработен. Треба од време на време да се коригира сечивото. И исто може имаме најразлични абразивни
компоненти, типот на камења или некои диамантски ножи кои што рачно се бруса кон ножевите да биде до посакување ефект на квалитетно сечење и може да бидат вработени на машински кружни форми, диамантски компоненти или камени форми за машини. Тие се специјални машини кои ги немаме сите во кои услови. Зборуваме за еден квалитетно наоштрен нож, што голема помош и потреба на секој шеф, то би изгледало вака некако. Пинџур. Мезе кое што со сигурност ни доаѓа Блискиот Исток со големо влијание од Отоманската империја, мезе кое што е варијација на блискоисточните мезиња како мутабал, баба гануш, меѓутоа кај нас и добило свој лик во соодносот на модар патлижан, пиперка, црвен домат, Макдоносот, нормално и каде пинџур без лук, никаде. Така, лукот сакаме да го почувствуваме елегантно, пинџурот сакаме да има конзистенција секој еден од зеленчуците. Значи не сакаме да добиеме каша или зеленчукова супа, сакаме секој еден од зеленчуците да си има своја текстура. Баш поради тоа е и техниката на попарување на пинџурот со врело масло, а не запржување од старт на речиси млако, масло или така, каде што на крај ќе добиеме каша. Понатаму за пинџурот, самиот збор, етимологијата потекнува од Блискиот Исток, сигурно можда и од Персија, меѓутоа податоците кажуваат и сите сме го употребувале тој збор како деца, пинзур, што значува нешто мало. Тоа значи дека сакаме пинџурот да биде мал, меѓутоа интензивен. Ме разбирате, мала да биде порцијата, која што ќе се послужи за настројцата. Меѓутоа интензивна, за чинета, сакаме карактер. Здраво на сите, јас сум Мален Туцо, доаѓам од Прилеп. Се пријавив на шоуто заради тоа што сакам да готвам, едноставно. Тоа беше првата причина. Втората и според мене поважна причина е тоа што сакам да си ги дополнам дупките во знаењето во однос на готвење. Сакам да, народски речено, да се измешам со квалитетни готвачи, како што се готвачите кои што ќе ги запознавам и што ги запознав овдека, односно Филип. Понатаму сакам ке лепшето да видам техники. Можете да го подпечете на тава, можете да го запржите во форма на мекици, зошто да не го направиме и на пареа. Чисто како идеја, имате две прашања, можете да не користите мене, Златко или Гоце низ готвењето. 35 минути почуваат сега. Другиот дел од лажицата, Људмила, со стапчето. Со тој другиот дел на лажицата, помогни си слободно, користи го. Добро, ништо готово. После што го размесим така. Здраво, се викам Људмила Петровска. Живеам во Скопје више 20 години, тука сум сна, мажена сум тука, 2 дечиња имам големи. Се пријавих за емисијата чисто од љубопитство, да научам нешто ново, да се дружам со луѓе убави,
Сакам новитети, сакам да учам нешто ново и да приложам тоа што знам и тоа исто ми е бонус. Јас сум Ратка Толеска, на ова шоу се пријавив прво го гледам како една авантура, можност да научам нешто ново, некои нови техники околу готвењето. Јас сум Данило Галевски. За шоуто 180 степени дознав од социјалните медиуми и поради пасијата за готвење и готвењето на многу пријатели, некако ме убедија да се пријавам на емисијата. Не се пресудни толку милион денари, отколку искуството со искусни шефови и самото тоа што би научил нешто за понатака во готвењето, прави да продолжам понатака. Преварувачи, доаѓам да ви известам дека 10 минути измина. Дали сте Многу задоволни брзо? со своите лепчиња? Како ги замесивте и како испадна? Веројатно да. Малку тебе те измачи? Ме измачи, да. Се надевам дека ќе убрзо со пинџурот. Мартин? Лепчињата да. Малце со пипрката со мачом не ми е малце допечена, ама ќе видим. Со малку труд ќе... Да. Тука веќе почнавме со пржење. Да, малку се да го запрежам. Може да се послужите со лажица слободно. Добро. Слободно послужете со лажица. Тука може да ви биде пресилно... За брзо да ми се загрее, сакам да Може да пинџурот. ви... Многу е? Да. Значи, Пресилно се може на четворка. на четворка? Да. Најсилното сакам, што е да не направам проблем само. Да не се запалиме, добро? Само дайте му во време. Како е тука, дали се во ред?
Здраво на сите, јас сум Александра. За шоуто случајно дознав од социјалните мрежи, имаше некоја реклама објавена. Решив да се пријавам, затоа што сакам да готвам, сакам да учам некои нови рецепти, нови техники. Исто така дојдена сум за да се дружиме, но нормално и за главната награда милион. Како чврчори, а? Добро изгледа. Само внимавајте. Внимавајте со врело масло. Мала е границата каде што може да загори. Индукциите се јаки. Одлично изгледа. Супер изгледа. Ете така, пробувај, кајде. Секогаш пробувај. Веќе кога ќе се испрати кај гостинот или во овој случај кај комисијата, корекција нема. Мартинко, слободно, по-опуштено се може. Тој ти е продолжение на раката. Тој е твој дел. Не е ништо од настрана, од надвор. Тој ти е продолжение на раката, слободно, опуштено. Ќе го подпекуваш или не? Секогаш, како кажа Гоце вчера за обратната страна на ножот, рамот, така? Да. Користете го рамото на ножот да ви биде шпакла, не сечивото, рамото. Значи, тоа нека ви стане навика. За исецканите намирници на работната површина, кои ќе сакате да ги повлечите во тава или во тенџерче, за да се истуркат од работната површина, користете ја горната страна на ножот, ножарски кажано во наш жаргон, рамо со рамењата, за така би ви останале подолго оштри ножевите за подобра работа. Здраво на сите, јас сум Мартин Андрик, доаѓам од Скопје, аеродром. Целта на пријавувањето за ова шоу ми беше самата љубов кон готвење. Покасно доснав за убавата сума како награда и дефинитивно е огромен плюс, но најголемиот дел, најголемата причина за тоа што дојдов е заради самото искуство да впијам повеќе знаење од шефовите и од дефинитивно на праворачите, колегите. Многу ми е интересно кога се мотам вака по кујни, со луѓе што, како што реков, поискусни. Дефинитивно една причина беше другарче што тука се мотка цело време и работи, тоа е Стефан Јаневски. Секи поздрав. Добри сме. Уште од прилика 10 минути. Еве ми сигнализираат уште точно 10 минути имате. Кој што гледам, на никој не му е потребна помош. Супер се сноѓате сите. На добар пат сме. А веќе професионален звук. Нешто што викам стално, кај што можеш елегантно, нежно, не се троши. Зашто, знаеш, при повторување на едно движење ти патат зглобови, знаеш, после година дена работа, долгороче почне зглобот, па те дивате, боли пола. Така да, кога се може по-нежно, Макдоносот е нежен, може со рака да се скине. Знаеш, по-нежно, чувај се, секогаш ставот која работа, бидејќи 12 сати сме на нозе, да биде распоредена тежината, никако, знаеш, вака има, некој ќе ги видам вака, седат. После 2 недели оваја нога е аут.
Така, до 4 ви е доволна индукцијата, доволна температура, многу се јаки, внимајте. За наградата дознав во последен момент, искрено немаше никаква врска во однос на тоа да бидам мотивиран или не за да се пријавам, но би му нашол чаре на парите се. Најмногу сакам, можеби, македонска храна сепак, во секој случај македонска. Повеќе сум месна, така да не сум. Реба. Специфична храна немам. Ги сакам сите вкусови. Дома обожавам да готвам. Повеќе сакам благи работи да готвам, меѓутоа не ми се пречки, исто така можам и во солените јадења да се снајдам. Што вика? За мој Зборува, а? За мој вкус. Зборува. Тоа е добро. Мислам дека малце брзаш со лепчињата, тоа е моје мислење. Имате време за лепчињата, малце совети вака од мене гратис, имате време. Не ги брзајте, не ги брзајте. Не ги брзајте, не ги брзајте, не ги брзајте. Осте готово уште малце Людмила. Врати го ова, врати го уште малце во ферментација. Не ги брзајте лепчињата, не ги брзајте, остете ги. Рано ви е за лепчињата, мој совет. Рано е. Рано е, ќе ви кажам. Тогаш на единица. Денешниот надпревар не е елиминационен, денешниот надпревар е да ве запознаеме малку со кујната, така да сакам да видам добри резултати, без паника. Супер сте сите. Може малку паник? Малку може. Малку може. Не мораш толку, Ане, не мора толку глутен, ова е пита лепче, лесно, буквално као палачинка, не мора толку да му развиваш, да го месиш. Тука више имаш некој резултат, не е лошо. Меѓутоа, пак ќе ти кажам, остај си едно, имаш, ќе ви кажам кога е за лепчињата. Не ги брзете. Колку стола наставив? Имате време. Овде, искрено, дали мислиш дека е малку масно? Така? Што можеш да направиш со тоа? Имаш цедалка? Пази. Околу наградата е добра, но не очекувам да ја добијам. Не се гледам како фаворит. Знам дека има и награда, меѓутоа не верувам дека би можела да стигнам до таму, зашто чисто онака се пријавив заради учењето, да видам нешто за новитетите и тоа. Не верувам дека до крај би стигнала, али не е лошо. Секако. Би реков, ќе ви кажам за лепчината. Рано ти е. Али кога си упорен, добро. Да пржете ги убаво пинџурите. Кога е готов пинџурот? Истото и со ајварот. Штом со лажицата можете да направите пат и да се гледа ното на тенџерето. Така? Значи, тоа може да постигнеме во овие 35 минути со оваа мала количина на пинџур. Следен пат кога ќе правиме ушерпа. Мило ми е што сум тука и ќе пробам да терам до крај. Според мене има поискусни и дефинитивно луѓе постари од мене, најмлад сум, така да малце сум скептичен, ама ќе терам друможам, така да ќе давам се од себе. У принцип, готвам се, но некако поише ме влече fine dining. Како што гледам, има доволно, мислам, доста искусни готвачи заедно тука со нас. Очекувам да добијам наградата, но ќе видиме, времето ќе покаже. Пареа, одлично, браво. Ми се свиѓа идејата. Гледате што е можно повеќе да избегнувате керамика со керамика, порцелан со порцелан, малце играете и со сервирањето, со различни
материјали, нели? Така, тањир во тањир е окей, ама имате и метални. Има помали, Данило, има помали, има. Извинете, овие ги заборавивме исто. Ајде. Класиката на братство, незаборавна од нашето детство, да ја испочитуваме. Кој ќе испочитува? Пехарот. Класиката на братство, повели, имаме и метал. Така да и овие ќе ги ставиме во игра од следната епизода. Светиот грал. Светиот грал. И што сте не сме јадели во овие? Гоце, али за сладолед се класик. Не надмашен. Добра идеја. 3 топчиња. Може и 4. Може и 4. 3 са таман. Одлично таман. Зависи, да. Јас се сеќавам од 5 денари топче го запозна сладоледот. Мислам, тоа 5 денари беше, ја Во наше време. прв пат се запознам со сладолед дека Во наше време. Јас 10 стотинки го зимам. 10 стотинки? Да, во корнет и во тие кругите вака. Така да и јас не сум. Значи не сакаме црна боја, да повторам, црна боја Да, тоа е нешто. представува загореност, представува Мала е за тебе ако не го знаеш од 5 денари. од петче, да. Уште 5 минути. Можеме лепчињата да ги ставиме веќе во термичка обработка. Кој каква ќе одбере? Рековме, можете и некој мекица да направи. Пази, Елен, тоа чали. Не, ако ставиш у таа тава, имаш сигурна катастрофа. Тука нема збор. Тој зетин е више загорен, распаднат, не е ни здрав, нити вкусен за конзумирање. Менјај тава. 5 минути. Ова изгледа добро, браво. Ова е боја одлична. Значи ова е супер. Да видам? Ова е супер. Испечено лепче. Еве, Многу е сложно. златна кафела, тоа е тоа. Сложно е на Тоа е добра карамелизација, мајлардова реакција. Да видиме? Примамливо за око. Примамливо. Може направиме мали бурита со пинџу, Мексиканската кујна, да речеме, многу блиска до македонската во многу нивоа. На колку го печеш ова? На двојка или на единица? Двојка. Ова? Двојка. Ајде да видам. Ова покри го за побрзо да ти... Чекај, ти кажам кога. Полека мора тоа да врие онака. Сакаме агресивно вриење. Радка ни е више готова, Супер, кратко и јасно, сама, тоа што треба. Само мала замерка за маснотијата што хлови. Се надевам дека е маслиново. Секогаш као готвачи размислувате да принесете за гостинот храна што ќе му донесе пресре благосостојба, ќе се чувствува добро. Значи, ако јас изедам пинџур кој што е спрем, тежок на лук, претежок на масло, пресолен. Едноставно, колку и да е тоа вкусно, ако после тоа дигестијата ми е лоша, нема да се вратам кај вас. Значи, размислувате секогаш вашата работа као готвач и војднина е и да се грижите за гостиното. Добро, и ова, се биде доволно. Тоа е пресилна температурата, мора да замените тала најдобро. За исклучите, замените тала. Спремно ти ова. Само хартија му отставен са лепи. 3 минути! Чекај да видам. Ако има, Не е добро. Не е добро. Али можеш Малку што ова да се спасиш уште 3 минути. Како ќе задржиш топлината на ова за да ти се буфне, за да повеќе експандира во капак? Нормално, користете секоја топлина. Тоа е на граница. Уште 3 минути. Слободно покри го, Ален, тоа за да добиеш поголема топлина, имате капаци. Размислувате така, значи направете водена бања за лебот натре, кондензацијата уште повеќе ќе даде по
како да кажам, воздушесто тесто. Ете така, супер. Малку на крај паника. Паника малку на крај. Знаете што е добро со пинџурот? За мене. Тоа е тој процес. И лошиот пинџур е пак доволно добар пинџур. Едноставно, као ракијата. Се слагам. Чи толку го слагам пинџурот да и кој е лош, повторно едно е добро. Тоа не е лош, само е масен. Уопште не е лош. Немој тоа. Нема многу лоши се. Немој тоа. Како ќе спасиш? Не се откажувај. За све има спас. После нема спас за преварени шпагети. И за уште многу други работи, ама за тоа има некој спас. Осте го, намали температура, намали покри го да се товари и после ќе исечеш кората. Таа што е загорена. Осте го. Става малку зек. Уште минута и пол. Осте го. Ништо се. На единица ги става. Многу е битна љубов. Околу 2 минути, 3 би требало зашо големо, да знаеш, обично на Како пица, да. 50 грамско лепче 3 минути е готово. 2 до 3 минути, а ова ти е 100 грамско, така да остае го до крај. Штом почнам да одбројувам, на последните 5 секунди вади го. Одбројувањето ќе почне за многу кратко. Ова ми свија. Само, да. Добро е. Светиот грал. Мартин, сетни го да се осигураш дека ти е печено, немој живо лепче да му даеш на Злате најстрогиот судија деновиве. Така да не сакаме, чека да видим исто тоа, сетни го. Да видиш дали е печено. Не ви се потреби толку големи лепчиња. Тоа би беше исто грешка. Одете со мали, Требаше тенки. мекици, тенки со 2 лажици, што помалце направите лом, тоа по-добро ќе ви биде и станицата ќе изгледа почисто. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вали го, 1, 0, раце горе, тоа е тоа. Толку е. Што направивме. Супер. Ќе видиме. Големо е многу, да, големо. Требаше помало. Супер. Како сум го Пинџурот изгледа супер. Да, пинџурот изгледа супер. Океј, надпреварувачи, за кратко одиме на дегустација. Ален, Данило, Мартин, повелете, пристапете ни и накратко презентирате што подготвивте со пинџурот и со лепчето. Ален, повели, накратко презентирање на твојата верзија на пинџур и лепче. Пинџурот прв пат го правам на овој начин. Обично го прилеп го готвиме со обични пиперки и со црвен патлиџан, не со модар патлиџан. Нема модар, а? Не. Тоа е значи прилепски пинџур. Па, барем во мојата фамилија се правил така редовно. И го викаме толчени пиперки, кога а сме не патувале со Злате, у Струга, се сеќаваш, ставаат морко ставаат, го мелат. Ние како училиште сме на пат и да направиме едно мапирање на сите тие работи, зашто голем хаос ние и немаме некоја стандардизација во нашава кујна и тоа многу ќе ме интересира, ќе седнеме накратко после да поразговараме на таа тема. Драго да разговараме на темата. Со лепчето не сум баш задоволен.
Ретко правам лепче од ништо, повеќе сакам да готвам меснати работи и манџи, но мислам дека е задоволуваче. Сосема окей, изготвено е, мирис одлично, не е многу загорено на границе. Сакам еден коментар тука, еве, искористивме едно сервирање кое што искрено на мене ми се допаѓа, можеше доколку е модерна варијанта да ставиме топка сладолед од сирење и да го вратиме братство, неговиот безвременски дизајн што е за сладолед, така да можеме следно некоја епизода да направиме модерен пинџур со сладолед од овчо сирење и да биде на комбинација. Се надевам дека ќе се. На со ништо да ти благодарам. Денес готвевме пинџур со лепче. Интересна комбинација, секако македонска храна, ми се допаѓа тоа. Првото нешто беше, што ми исплаши реално, беше моето справување со тесто и со готвење на лепче од ништо, basically. Мислев дека времето, самото, како да кажам, одминувањето на времето дека би направило проблем, но како што одминуваше времето, така се повеќе се снаоѓав и исчезнуваше тремата. Во однос на тоа што го зготвив, задоволен сум. Мислам дека испадна добро, поготово лепчето. И се надевам дека во наредната епизода би бил поуспешен. Данило, повели. И од тебе на кратка презентација и твојата замисла како би требало да е. Мојот пинџур е реално по рецептот на баба ми, односно подоцна на мајка ми. С лепчето мислам дека не искочи добро. Како си задоволен од пинџурот? Од пинџурот сум задоволен, лепчето е преголемо, сакав да експериментирам на пареа да го направам, но... Тоа е плюс, што си сакал да експериментираш, но ама ќе го пробаме. Да, се надевам втор пат дека ќе испадне кога што треба. Фала ти. Денеска готвев пинџур по рецептот на баба ми и мајка ми. Јас лично сум задоволен, но шефовите не беа задоволни мислам, не од пинџурот, него од пресоленост на пинџурот. Да речеме, тука имав малку грешка, лепчето не ми испадна убаво, пошто експериментирав, сакав да направам лепче на пареа. Немаше доволно време и нели нормално тремата си го прави своето и времето. Па мислам дека е доволно, но дека се работи под притисок и дека ми е прв пат да готвам пред камери и сето тоа некако брзо пројде и се надевам дека во понатамошните емисии ќе биде сето таа трема надмината. Мартин, ајде повели с презентирање. Повелете. Каков пинџур ни приготви? Значи, за пинџурчето, реално можам да кажем дека не сум го правил. Обично, јас секогаш сум помагал на баба ми. И баба ми си го има спремно. Она знае како се дозите, кај нејзе малце по-долгнавести парчиња пиперка. Јас мислам дека ја погодив, да речем, грутките и самите парчиња не беат премногу сомелени. Текстурата мислам дека е супер. Не знам како направив со маслото, вие ќе кажете, на зачин според мене е супер. Минимално љутко да има шмек, сол доволно. А лепчето, кај лепчето ми е многу криво, затоа што сакав, мислам, на изглед испадна супер, му фалеше барем уште минутка. Сакав, можеше малце потенко, ама мислам дека е добра дебелината, само што фалеше уште минутка. На прв поглед бојата е добра. Бојата е да, ама во средината не проценив како што треба. За прв пат задоволен сум, ама можев многу повеќе. Првата замисла беше малце да фрлам исецкано лукче и макдоналдсче врз лепчето. Минимално да го стоплам на крај, ама тоа е таа, времето си го прави своето. Океј, сум задоволен. И благодарам. Дефинитивно сум задоволен со самиот исход, во однос на тоа што не сум готвил многу често пинџур. Влијае многу трема имам кога сум пред камери и општо кога се тркам со времето, но бев задоволен од тоа што го постигнав денеска. Би рекол дека сум можел малце повеќе за лепчето, мада сосема беше супер. Добро е што припазив на сол, заради тоа што јас јадам многу посолено и ми текна и припазив дека треба малце да биде посмирено со зачините и успев да ги задоволам куварите, така да целосно се на се супер според мене за прв ден и за прв пат дефинитивно убаво поминато. Па да пробаме.
живо е за жал, а целта ти беше многу благородна. И следното, мислам дека више имаш поуката. Јас сватив грешката. Да, али супер, супер, многу ми се допаѓа идејата. Лепчење на пареа, со пинџур баш би било забавно. Да не биде Да ги добиеме, традиционално баш. да. Максимум док е 2-30 грама, за 2 минути се готови. Ова е одлично. На граница, сама граница. Значи, секогаш имате на ум кој е пинџур со леп, така, количината што ќе се сервира. Да има некој баланс. Ова е многу леп за... Никогаш не е многу леп, ама може малку... Во случајов. Да, во случајов, окей, не е страшно. Ален, повели. Немам никакви замерки за ништо. Мене лично лепшо ми се допаѓа. Ми се допаѓа што се стал сусам. Уопште не излегуваме од вкусовите што се надополнуваат, значи ништо не штрчи, сервирањето ми е сосема во ред, така да секоја чест. Супер. Данило? Може само малку порцијата на ово. И лепчето имаше еден плюс од нас што си сакал да експериментираш, да го направиш на пареа. Знаеме, малку е било помало и ќе било све наред. Пинџурот, искрено за мене, малку повеќе сол. Дека има внатре, дека е вишок. Мислам дека ќе се сложите колегите. Да, другото си е- малку посолен. Не е премногу, не е нешто страшно за нијанса. И внимавајте вака да не покриете убавите бои на пинџурот, ворете да има на крај свежа декорација, секогаш во ред, меѓутоа во некои дозирани количини да не... Да, тоа сакав јас да не штрчи. да го Да. потенцирам да не е премногу. Се е добро и убаво до нека умерена Се си имаме. граница. Пресловено. Фала ти. Да. Мартин, повели. Поведи, Марти. Пинџурот мене ми се допадна. Убава боја, убава текстура. Баш и ми е на мило. вкус. Кај лепчето правеше, требаше. Барем уште малку. Минутка фалеш. Да. Нијанса да се допече. И како што реков, да беше малце потенко, што реков ти, помалце ќе беше на количина и поубаво ќе си испечеш, така да. Добро, али имаме време за наредно да се поправиме, да Тоа е коригираме. целта. Тоа е целта на шоуто. Да почнеме од негде и ти видиме кај ти завршиме. Сепак да не... Ви благодарам. Александра, Радка, Људмила, повелете еден по еден. Александра, повели прва. Збор 2 да слушнеме за твојата верзија. Како што знаете, денес правевме пинџур. Обично сум навикната во поголеми количини да се прави дома пинџурот. Прв пат Се слагам. правам вака во помала количина, се надевам ќе ви се допадне. Исто така и лепчето го правам прв пат. Малце како мекица сакав да го направам. Да биде Секогаш малце е помеко. потешко, помала количина, Да. се сложувам со тебе апсолутно. Меѓутоа, пинџурот лепчо изгледа, лепчо, баш ова изгледа парче што фатив, не ти е најсреќното, али генерално е окей. Генерално окей. Дали си задоволна од Да, твојата задоволна сум, креација? да, задоволна сум, како за прв Драго пат, ни е. да. Ти благодарам. Секако како за прва емисија во Глобала сум задоволна од моето зготвено. Секако ќе ги почитувам критиките и пофалбите за понатака од судиите. Трема нормално дека имав. Прв пат настапувам пред камери и на телевизија. Задоволна сум, секако имаше некои мали пропусти, но задоволна сум. Радка? Како вие го спремавте пинџерот? Тоа е еден рецепт што го правела баба ми и мајка ми, значи си ја продолжив традицијата. Сега јас мислам дека малку не штедев на зејтин овој пат, ама
изгледа тремата си го направи своето. Околу лепчето едниот дел е со рузмарин, другиот дел е со рузмарин и лук. Можеше малце повеќе да почекам да нарасне, ама времето не ограничува, со тоа не прави малци нервозни и тоа. Готово, Ти фала се ти. допаѓа кога е сервиран во вакво, да кажеме во ваков сад, што е нели термостабилен, сум слушнал многу често викаат негде се сервира и топол пинџур. Па да. И топол, така да ова може само вака кој што е во печка 5 минути имам топол пинџур, така да супер, ти благодариме. Денеска подготувавме пинџур. Подготвив пинџур како што го подготувала мојата баба, мојата мајка, па сега ја го направив истото. Мислам дека употребив малце повеќе зејтин од тоа што требаше. По вкусот беше добар. Мислам дека грешката беше во маслото, премногу масло. Околу лепчето подготвив лепче со лук и лепче со оригано, но мислам дека ми требаше малце повеќе време да нарасне. Мислам дека избрсав околу тоа. Во главно оценката ми е 4, дека можев и малце подобро. Која би имала малку време и не толку треба. Людмила, ајде повели. Ти ни објасни што ни Повелете. презентираш. Што ни изготви, гледаме За вас, да, нека за вас промена тука. приготвив пинџур на македонски начин и лепче со сончоглед, тиквени семки и маслинки. Отлично. Можеше да биде уште поубаво лепчето, али тоа е. Добро. Во секоја работа може Да. и подобро, али добро е сепак тоа што се одлучила за една промена. И баш се вклопува маслинката, ти Да. ги истакне сите вкусови, има една кисело специфична што све ќе истакне Се надевам и добар елемент. да ви се Малку допадне. печењето е над она што го во печењето. сакаме. Задоволна сам, добро се представив. Може боле, може уште по-добро. Се надевам дека на наредните емисии уште по-добро ќе се представам. Денеска правевме пинџур и лепчиња. Секој на свој начин, кој како си знае. Добро беше. Комисијата задоволна и јас задоволна. Мислам дека сите учесници задоволни бевме. Да пробаме? Да пробаме. Ајде. Јас се почнам од ова беше Ево и јас ќе ти дам поддршка. Александра. Ова беше Людмила. Да, како живи. Се уште многу вода, да, и... Маслинка, како да се лепше. Не се допаѓа. Ова е најдобро запрежен Да. На малку маса. и најкрупен, али многу е масен. Ова е као цепкан. Александра, поле. Ова би рекол е избалансирано на зачини, меѓутоа се уште не е пинџур. Се уште би оставило некоја свежа салса, малку запржена. Има многу вода што мора да испари, малку и да добијат карамелизација секој еден од зеленчуците во пинџурот, да се запржи го, лукот е див, се уште нема значи онаа карамелизација што ќе даде ни ароми многу поелегантни. Али генерално може да се сервира како свеж пинџур, да речеме така. Некако. Како свежа салата. Свежа салата или свежа салса, лепчето сосема во ред, меко, убаво запржено, секоја чест за лепчето. Лепчето ми е фаворит во твојата Ви благодарам. порција, се на се солидна работа, само да следен пат внимаваме на тие Добре. детали. Благодарам. Радка? Интересен пинџур. Кај мене искрено ми засмета само имаше доста луспи од пиперката А да. и малку поголема количина лук.
По вкус. За зачем ми се допадна многу, беше баш добро избалансирана солта. Тоа е добро и уште една негативна, што ја спомнавме, маслото. Да, А многу. лепчето, ќе ставам средна оценка, да кажам, не е живо, не е препржено, ама има уште малку работа. Фала. Людмила? Кај пинџерот добро исацкана текстура. Не е премногу ситно да не биде како мелено, ни премногу крупно. Лепчето ми остави добар впечаток со маслинката. Супер, само печењето. Да, Печењето да, е... да. Тоа беше. Внимавај, значи, се може да се направи добро во готвењето, меѓутоа завршните фази се многу битни, не сме да ви паѓа концентрација. Завршните фази, иначе идејата ти била одлично, осо маслинкава, Одлично се Одлично, вклопи, одлично се се. вклопи. Само фалеше нијанса мала во печењето. Печењето. Али сепак замислата беше многу добра. Фала. Фала ти. ви благодарам на сите. Во оваа фаза се надеваме дека нешто научивте, се навикнавте на условите во нашата кујна. Се надеваме дека ве инспириравме, да го видите пинџурот низ едни креативни очи на многу варијанти, дека само еден обичен пинџур може да се направи до сега во 18 варијанти. И ние сме исто задоволни од сите резултати постигнати, голем аплауз за вас. Жирито беше доста, како да кажем, доста фини беа со нас, сепак е прва епизода. Мислам дека можеме сите повеќе. И тоа е тоа. И е Александра Филиповска што напишала за пинџур, али мора да се сложите, малку загребавме во македонската кујна и одма видовме колку е разнолик. Да, разнолик. Што би се рекло за еден пинџур би требало една цела ваква книга по региони да напишеме. Еве Ален ни кажа дека таму не ставале мудри патлижани. Струшкиов ставале моркови. Тука имаше некој пинџур што ме потсети на охридско-струшкиот вкус, кој што беше блиски и добар. Значи у Охрид тоа е тој, така? Да, исто да, како. да. Имаше два вкусови кои потсетија на охридскиот пинџур. Исто ми се допадна креативноста со лепчињата, додатоци на маслина, вкусови. Да, видовме многу храбри техники. Данило на пареа ми се допадна идејата. Нешто е многу битно. Битно е, Злате, малци уште да ги Имат уште да ги коригираме на некои технички детали и и ќе имаме супер веќе учесници. се подобри. За сите гледачи, еден поздрав од кујната на ФДЖ Кулинарското училиште. 180 степени продолжува се посериозно и гледајте не во следните епизоди. Топол кулинарски поздрав.